Во првите 3 дена од генералниот штрајк на целиот јавен сектор, платите на голем број на работници во јавниот сектор раснат, а синдикатот е задоволен. За усогласувањето од 2806 денари на платите на вработените во јавниот сектор, разбирање имаат локалните власти и градоначалници, заедно со директорите на јавните предпријатија, потенцираат од ССМ. Со она што ние до сега, како активност од Сојузот на синдикати на Македонија го правиме, со оние навидум протести и штрајкови кои што ги има по работните организации и сите оние локални самоуправи, судовите и да не ги набројувам сите поред, вроди со плод. Така што најголем одзив има на покачување на минималната плата во локалните самоуправи и во јавните комунални предпријатија кои што потпаѓаат под нивна надлежност. Во исто време се водат преговори и преку социјален диалог на локално ниво се очекува во следните неколку денови ова покачување да го добијат вработените од јавен сектор во најголем број на општини и јавни предпријатија основани од нив. До сега, според синдикатот, преговорите успешно се завршени во најмалку 20 општини и јавни предпријатија, меѓу нив и во Свети Николе. Како градоначалник на општина Свети Николе, со вработените во општината поодамна е завршена таа работа. Сега се вршат преговори со директора на јавното комунално предпријатие Комуналец во Свети Николе. Мислам дека погребални услуги е веќе при крај. Знаете дека нашите предпријатија се наоѓаат во тешка финансиска ситуација, но ќе изнајдеме начин да бидат задоволни прво и вработените нормално, а нормално да финансиски да може да издржи и нашите јавни комунални предпријатија. Освен Свети Николе, други општини и јавни предпријатија кои имаат намера да ги зголемат платите засега нема, но синдикатот тврдат дека разговорите се во тек. Каков ќе биде епилогот на преговорите е крајно неизвестно, зашто општините во регионот имаат големи проблеми со работењето на јавните предпријатија. Нови покачување на платите е крајно ризично, велат некои од директорите. Враќаме енормно големи износи на стари долгови. Сервисираме сегашни обврски, плаќаме 4 пати поголеми сметки за струја, а имаме и голем број дефекти. Предпријатието ќе застане на нозе, но се треба да се случува етапно. Изјави директорот на јавното предпријатие Истар Штип Трајче Здравков. За подсетување, последните податоци се дека долгот на јавното предпријатие во источниот регион е околу 10 милиони евра. Половината од нив отпаѓаат само на Штипски Исар.